Преку реосигурителната компанија Европа ЕРЕ, во чие основање државата има основачки влог, ќе почне обештетување на земјоделците кои ќе имаат приноси помали од определените долни граници. Ова го најави министерот за земјоделство Љупчо Николовски како една од мерките и алатките кои, како што рече, ги воведува државата за заштита и осигурување на родот кај земјоделците. Истовремено, Николовски посочи дека работат на поставување на компјутерски систем за градобина заштита. Значи дека земјоделците ќе добиваат дополнително обештетување за сите региони каде што приносот ќе падне под одредена граница. Каде што приносот ќе падне за различни земјоделски култури под одредено ниво, секако дека и овој инструмент преку Европа ЕРЕ, кој што досега не се користел, ние овозможивме веќе од ова година да го користиме и ќе вложиме дополнителни средства како држава, да го користиме. Трета мерка која што правно се разгледува во министерството е системот воведување на сосема нов автоматизиран компјутерски центар и мапирање на сите точки во државата каде што треба да инсталираме антиградобина опрема. Веќе техничката спецификација и документација е подготвена, експертски екипи од меѓународни размери направија и лоцира 181 точки каде што треба да ги имаме овие системи. Ние внимателно се движиме во тој процес. Сите прашуваат кога ќе ја вратите антиградобината опрема, не станува збор за враќање, туку за инсталирање, еве се надевам следната година на сосема нова компјутеризирана, и тој процес го годиме. Николовски смета дека и поставените агромеханички станици се дел од обстежната агенда на заштита на земјоделството од климатските промени и временските неприлики. Паралелно, знаете дека во текот на годината инсталиравме 3 агрометеоролошки станици, тоа се Струмица, Градско и Кочани. Следната година ќе го зголемиме бројот на инсталирање на овие агрометеоролошки станици. Ја направивме, завршивме поправката на ѓуриште, радарскиот систем ѓуриште, кој што преку мобилна апликација сега на сите земјоделци, заедно ѓуриште и тополчани, кои што не беа во функција, сега заеднички ќе даваат за земјоделците сосема точен преглед и ќе ја промовираме таа нова мобилна апликација за да ги имат навремено сите информации. Носиме низа на мерки и политики со кои што ќе се адаптираме на климатските промени. Тоа не може да го направиме само со осигурување, тоа не може да го направиме само со поединечни мерки, цел комплексен сет на мерки. Вчера го промовиравме предлог законот за новиот земјоделски советодавен систем за да изградиме сосема нов квалитетен земјоделски советодавен систем на база на компаративните анализи кои што ги имаме на ниво на Европска унија. Тоа ќе биде комбинација и на државен и на приватен. И тоа го предвидува новиот закон. Акредитираме нови мерки преку кои што овие нови советници во следниот период ќе работат со земјоделците на терен. Значи треба многу труд и енергија за да се заштитиме од овие неизбежни климатски промени. Оштетените земјоделци во 2017 година добиле 4,5 милиони евра обештетување, а биле разгледани и одобрени над 17.000 барања.